Традиционално, како и секоја година, на Велики четврток се вапсуваат јајцата за големиот христијански празник Великден. Според обичаја домаќинките во Прилеп прво вапсуваат 3 јајца, уште пред изгреј сонце, а секој од тие јајца си има своја символика. Првото вапсано јајце се нарекува Божјарче, бидејќи е посветено за Господ. Второто е посветено за куќата, а третото за нивата или имотот. Членките од Сдруженијето Преродба од Прилеп ни раскажаа за овие традиции. И со едното јајце одиме на Сабајле, рано, децата ќе се спијат и ги премачкуваме и му велиме црвено, бело, дебело. Значи да бидат здрави, црвени и храбри. Сите 3 јајца потоа заедно поставени на црвена подлога се ставаат на прозор да ги огрее првиот сончев зрак. Во Прилеп скоро и да нема куќа која што не ја почитува оваа традиција. Црвеното јајце е од Бога торено затоа што кога била Марија и Магдалена, кога отишле кај царо Тропар, и му подариле црвено јајце. И му рекле Христос воскресен. И тој му рекол, му возвратил. Рекол, кога ќе биди црвено во раката јајцето бело, кога ќе се стори во тој миг, јајцето се претворило во црвено. И кога се претворило во црвено јајцето, и тогаш Тропар му рекол, рекол на вистина, вие христијаните, и тогаш православните христијани на Велики четврток си вапсуваат црвено јајце. Според православната црква на Велики четврток, за време на тајната вечера, Христос се ја воспоставува светата Евхаристија, односно причестувањето. Исто така на Велики четврток тој е предаден од страна на Јуда. За секој од овие предвеликденски денови има разни обичаи кои што се практикуваат. Утре, на Велики петок, се оди во црква каде верниците ја целиваат плаштаницата, односно платното кое што го символизира Исус Христос. После вапсувањето на јајцето на Вели четврток, ни следува најтажниот ден на овој христијански празник, петок. На тој ден претежно мајките, бабите се собира, си ода в црква, дали фамилиарно, дали кој како сака. Има посебно сега земено замав и младите другарки се собира, младите ода. Секој си носи јајце едно црвено в црква да си остае за здравие, поминува кај попо, кај плаштеницата. После во нашиот град имаме традиција, има панаѓур во самиот пазар со многу тезги. Па останало адет жените да си купиме некоја тава или грне, било што да е земјено, за да го имаме како спомен за Великден, или секогаш викаме, ова ќе си го купам на Вели четврток, на Вели петок, извинете. И од црква да биде. Во саботата се прават последните подготовки за најголемиот христијански ден Великден. Се носа децата чаршија да му се купи ново, али ще останало адет за Великден сите да си купиме, и не само децата, сакаме и постарите ние да бидиме дотерани. Бидејќи кај нас во Прилеп се уште се негува традицијата на вапсување, на шетање за Великден, на самиот ден, посетување на домовите, на роднините, посетување на домовите на пријатели, на на најблиските. Неделата, саботата вечерта одиме в црква, го пречекуваме Христовото воскреснување, се кршиме со јајце таму, си доаѓаме дома во домовите со свечите, си го ставаме во дворот да догора, запалени ги носиме од таму. И во неделата веќе е нашиот голем христијански празник Великден. За многу години да сме здрави и живи сите, да си ја продолжуваме нашата вековна традиција, да не ја запоставиме. Тогаш поручокот ни е на сите заеднички, фамилиарен. После си се облекува дечињата, се дотерува, па дедовците, татковците ги шета. Ода кај роднините. Сега порано не шетаја мајките, сега и мајките млади ги остава да шета, па уште поубаво е. Прилеп има навистина посебни обичаи кога доаѓаат овие великденски денови. А освен по старата, нив подеднакво ги почитува и помладата генерација.